Додека продолжува граѓанската војна во Сирија, администрацијата на Обама работи на опциите на реакција доколку сириската влада на вистина употребила хемиско оружје врз сопствениот народ. Председателот Обама многу пати кажа дека тоа значи промена на правилата на играта. Тоа би било ескалација во однос на заканата за меѓународната заедница, а тоа значи други опции што би земале предвид. Некои републиканци сметаат дека досегашните докази се доволни и дека треба да се пристапи кон нив. Сенаторот Џон Маккейн за ова зборуваше на емисијата Средба со печатот на NBC телевизијата. Една жена учителка ми рече: "Сенаторе, ги гледате овие деца. Тие ќе се одмаздат на оние кои одбиваат да им помогнат. Тие се лути и огорчени, тоа може да трае долго време ако не им помогнеме." Но дури и Маккейн не е за распоредување трупи. Аналитичарот Майкл О'Ханлон е од Брукингс институцијата. I think the administration will be obliged to do something. Администрацијата ќе мора да стори нешто, но тоа не значи распоредување на 75.000 американци во Сирија заради мала употреба на хемиско оружје. Истражување на јавното мислење сугерираат дека кај американците нема интерес за подлабоко инволвирање во Сирија. Джим Аркедис од Институтот за прогресивна политика вака тоа го сумира. As the Obama team shapes its legacy on foreign policy, Додека Обама работи на тоа, пошто ќе биде запаметен во надворешната политика, има други начини да се биде активен во меѓународната заедница, без испраќање трупи, и мислам дека ова е моментот кога треба да сме поагресивни во промовирање на улогата на Америка во странство.